Пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10,2 километри, дел од коридорот 10. Се гради од 2016 година и чини речиси 45 милиони евра. Парите се од Европската банка за обнова и развој. Со овој пат од Прилеп до Скопје ќе се стигнува за максимум 1 час и 15 минути, а од Битола до Скопје за 1 час и 40 на минути. Со пуштањето пак на патот Прилеп-Битола, времето на патување ќе биде многу пократко. Премиерот Мицкоски со владина делегација денеска свечено го пуштија во употреба. Кажа дека овој пат е од витално значење за Кавадарци, Прилеп, Битола и за Пелагонијата. Овие пари, како во минатото, по принципот како до сега, не завршија во нечии джепови, не исчезнаа во провизии, тендери и фиктивни договори, туку се тука пред вас. Во асфалтот во оваа делница, во реални опипливи дела. Министерот за транспорт Николовски пак одговори на обвинувањата на СДСМ дека тие изградиле 90% од патот. Рече уште лани во текот на изборната кампања направиле спот во кој наместо пат тука имало купишта карпи и камења. Неколку дена после нас спот извадија и од СДСМ, тогашниот носител Венко Филипче со тогашниот министер за транспорт и врски Благој Бочварски. И имаше две реалности. Ние излеговме на пат кој што не постоеше, тие излегува на завршен пат. И свативме дека тоа е една од првите употреби на вештачка интелигенција во Македонија на лош начин, односно со вештачка интелигенција направиле како патот да е готов. Директорот пак на јавното предпријатие Државни патишта Трајановски рече дека овој пат во најголем дел бил направен. Кога дојдов на функцијата директор на јавното предпријатие Државни патишта, овој пат во најголем дел беше направен. Меѓутоа, се работеше со многу слаб интензитет, да речам скоро да не се работеше. Имаше проблеми кои што треба да се решат. Пуштањето на оваа делница не помина без партиски препукувања. Опозицијската СДСМ излезе со обвинувања дека власта се кити со туги перја. Тврдат, за време на претходната власт на чело со СДСМ биле завршени над 90% од патот низ Фаришката клисура.